Добро вечер, јас сум Мери Симуновска, а вие гледате За или против. Вечерва со моите вечерашни соговорници разговараме за се она што е актуелно во Македонија, а најактуелно е што се случува во СДСМ. Дали во СДСМ се случува консолидација или пак распад на партијата. Вечерва за овие теми разговараме со моите соговорници. Костеле Нацевски, поранешен пратеник. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Брене Петушевски, актуелен пратеник. Благодарам за поканата. Одма почнуваме со темата како што ја најавив. Ацевски, вие сте член од СДСМ, иако си дадовте оставка од вашата функција, што мислите, дали СДСМ се распаѓа? Не мислам дека СДСМ се распаѓа, ниту па може партија како СДСМ да се распадне. СДСМ е голема државотворна партија и без разлика на резултатите од последните изборни циклуси и без разлика на тоа што е сега во опозиција и на централно и на локално ниво, може да се каже, ако ВМРО ДПМН има апсолутна власт, СДСМ е длабоко во опозиција, меѓутоа има силна база и како партија не може да се распадне. Ние ги видовме вчерашните имиња кои што беа избрани за раководните тела, како членови на раководните тела. Ние не видовме некое кој знае какво освежување или некои нови имиња. Тие веќе имиња се познати во партиските кругови, не се познати за јавноста, но партиските кругови многу добро знаат дека тоа се имиња што циркулираат во вашата партија уште од времето на Заев. За какви промени зборуваме ние кога тоа е една иста матрица, барем таква е перцепцијата на јавноста? Видете, тие имиња сега со дел сум запознат, дел не сум запознаен, бидејќи не сум дел од раководните структури, се дадов оставка од функцијата председател на општинска организација и реков дека нема да прифаќам функции во наредниот период поради резултатот од изборите како чин на морална и објективна одговорност. Меѓутоа, тие имиња веројатно се дел од процесот на комплетирање или докомплетирање на раководството од страна на актуелниот председател. Сега колку се или не се нови, тоа е дискутабилно, може да се збори колку се квалитетни. Колку се квалитетни, треба самите да покажат во периодот што следи и ако гледаме воопшто на политичката сцена во Македонија, па и нема нови имиња, ниту во ВМРО ДПМН, нема можеби наплив на нови имиња ниту во СДСМ, така да во поголемите партии одамна тој простор некако е стеснет и ако сакаме да се признаеме, не привлекуваме нови имиња, не привлекуваме нови луѓе кои ќе би дале нови свежи идеи. Тука и двете партии треба сериозно да размислат за начинот и на внатре-партиско делување, за начинот на делување на политичката сцена, бидејќи тоа отвара простор за дејствување на некои ултра структури со многу порадикални ставови кои делуваат можеби податливо за гласачите, за граѓаните, поготово за младата популација во моментот, меѓутоа на долг период нема да па и на среден период нема да и донесат добро на државата. Петрушевски, што се случува во СДСМ? Ги видовте новите имиња? Што мислите? Дали е ова добар избор за СДСМ? Ве прашувам вас затоа што од страна на власт вас ви треба силна опозиција. Мислите дека имате силна опозиција? Од аспект на партија која што е на власт, ако гледаме тесно партиски, може би не одговара една ваква СДСМ или една ваква ситуација во СДСМ. Меѓутоа, јас често тоа говорам дека од аспект на државата, го спомна тој соговорникот, сметам дека и tekako е неопходно едно силно, конструктивно СДСМ, кој што ќе биде коректив на политиките на владата, меѓутоа и ќе дава некои нови свежи идеи кои што крајот на краиштата треба да придонесат до еден подобар живот на граѓаните. Ја принципиелно и не сакам многу да коментирам за внатрешната ситуација во СДСМ, затоа што сепак е внатрешна ситуација на СДСМ. Ама се рефлектира на целата држава, Петушевски. Нивен избор. Јас можам да зборам од аспект на политиките. Сега, оние политики кои што ги спроведуваше СДСМ во изминатиот период резултираа до тоа да СДСМ падне на овој број на гласови кои што го има и да се случуваат сега овие процеси кои што се случуваат, кои што иако сете нивна внатрешна работа, за жал, еве јас одстрана гледајќи не препознавам дека во СДСМ има не само некоја свежина од аспект на кадровските промени таму, нема некоја свежина од аспект на политиките кои што СДСМ ги нуди. Гледаме дека прават реминисценција на одредени политики од минатото, се враќаат за политики кои што докажано веќе на извори им биле губитнички и повторно зборуваат за името, за не знам некои политики кои што се стари, за внетување на бугарите во уставот, нешто кое што се покажа дека е погрешна политика на сами непосредни избори. И мислам дека неопходно, особено што се наоѓаме еве во еден сериозен историски момент во светски рамки гледано, сега имаме и криза на Блиски изток, меѓутоа и во историски момент за Македонија,
сметам дека треба заеднички во интерес на државата, во интерес на граѓаните да имаме некои конзистентни ставови, да имаме и усогласени ставови барем во делот на меѓународната политика и она кои што се наши стратешки интереси како држава. За жал, од другата страна не гледам соговорник на ваквите теми, не гледам поддршка во делот на ова, туку напротив, гледам дека одредена реторика од страна на актуелното раководство на СДСМ дури и штети на националните интереси на Република Македонија на граѓаните. Ацевски, сакате да кажете нешто? Да, ако може да се надополнам, да, дека сме повеле. на тема во СДСМ. Сега, ако зборуваме за свежина нема ни во ВМРО ДПМН, да видиме објективни и уште се истите ликови од времето на Груевски, па и од претходно. Така да, тука има само промена на приказната која се пласира на избори. Во однос на тоа, политиките што ги водела СДСМ за време на власт, дали биле правилни или погрешни, како и да е, заради тоа што го правела или не го правела СДСМ, на парламентарните избори освоила одредено конто на гласови, има пратеници колку што има, на локалните избори освоила општини колку што освоила. Меѓутоа, ВМРО ДПМН од друга страна дошла на власт, има апсолутна и извршна и локална власт врз база на ветувањата што ги дала врз граѓаните и за жал граѓаните се чувствуваат и излажани и измамени и можеби ова е најголемата изборна лага и измама во поглед на политики кои се прокламираат пред изборите и потоа начинот и на нивна реализација, односно она што се реализира кога ќе освоите власта и тоа апсолутна власт. И затоа, видете, случувањата во СДСМ во ред е да се тема. Тоа е внатрепартиска тема и во ред е да ги интересираат и граѓаните, ама од аспект на тоа... Ама ги интересираат и поддржувачите на вашата партија и членовите, затоа што не се на чиста, не знаат каде што да прават. Е тема од аспект на тоа што се случува и дали СДСМ ќе се изгради во силна опозиција да биде коректор на власт. Но во момент кога сме на 2 години од парламентарни избори, ВМРО ДПМН вели нема да има предвремени избори, значи имаме 2 години до наредните парламентарни избори. До наредните локални избори имаме речиси 4 години. СДСМ да е главна тема во државата, односно случувањето на СДСМ, може да биде само заради за да послужи како алиби на катастрофално лошата извршна и локална власт, катастрофално лоша и безидејна. Петручевски? Зошто е главна тема СДСМ? СДСМ е главна тема затоа што цените на горивата одат во плафон и на денот кога се носат мерките, цените поскапуваат. Премиерот вели граѓаните заштедуваат 200.000 евра дневно. Ако поскапа уште повеќе горивото, замислете ќе заштедуваат уште повеќе, да не стигне и до 500.000 евра да заштедуваме. 1/3 од работниците живеат под прагот на сиромаштија, 2/3 од работниците се под просечна плата. Меѓутоа гледаме плати, пари и слух за барањата на синдикатот нема, пари за поголемо зголемување на минималната плата, односно за минимална плата од 600 евра нема, но за сметка на тоа, платите на функционерите, односно тие фамозни 78%, што е еден од аспектите или од елементите поради кои СДСМ беше критикувано и ја изгуби власта. Тоа сакам да прашам па која донесе таа одлука? Таа одлука ја донесоа сите они заедно. Меѓутоа, ВМРО ДПМН... Но и вие бевте член во таа партија? Јас бев член во таа партија, не сум бил член во парламентот, никогаш не сум го искористил, ниту сум се обидел да го имплементирам врз моите примања тоа покачување од 78%. Знаете на здружни, како беше, здружни браќа и во петок мрсат здружни попови, сложни браќа, да. Мерката ја донесоа заедно, не видов некој да гласа против, меѓутоа ВМРО ДПМН останува на ваше конто. Остана на наше конто, политички профитираше, но кога дојде на власт, не само што не ги намали тие 78%, отидоа и до 80%, лицемерно употребуваат различни методологии кога станува збор за платите на функционерите и за платите на работниците. Да му дадеме простор само и на Петрушевски, ќе се вратиме. Остана земјоделците се
беа разочарани. Ацевски ќе разговараме, пред оваа да, ќе разговараме, криза. само да му кажам, дадеме простор на Петрушевски, ќе се вратиме, да. СДСМ стана тема само главна тема. Јас не бегам од темата СДСМ, ниту некој во СДСМ, ако и мисли добро на партијата, не треба да бега од темата СДСМ ниту јавно, ниту во натрепартиска дебата. Меѓутоа, СДСМ да е главна тема. Во овие моменти, на апсолутно извршна локална власт од една партија каде што имаме катастрофално лоши политики и тотално неисполнување на ниту едно ветување што е дадено, не разбира. Петрушевски? Многу лаги беа кажани, сега морам да демантирам и ова е стилот на функционирање на СДСМ, ќе се расфрлаат пердови во форма на лаги, сега треба да ги собираме. За среќа граѓаните им е јасно тоа, па и си го даваат својот глас на избори. Дали граѓаните се излажени, кажаа на последните локални избори, кога ВМРО-ДПМН убедливо победи, СДСМ убедливо изгуби и мојот соговорник изгуби 3:1, ако не грешам добро, во општина Ѓорче Петров. Ама си поднесла оставка. Само пред зборувам од аспект дека после 2 години граѓаните били излажени. Не може да бидат излажени, а да даваат доверба на ВМРО-ДПМН. Во делот на она кое што е најголема лага, кажа на вечерва, одлука за зголемување на 78% никогаш не била гласана во собрание. 78 никогаш не била гласана во собрание. Бевте ли на комисијата за избори именувања кога таа одлука не била гласана? Јас све сослушав и мислам дека ќе ми бидете коректни да ме сослушате. Тоа е одлука на Уставниот суд. Уставниот суд донесе одлука за укинување на онаа фамозно замрзнување на функционерските плати и никакво гласање немало во собранието за да може било кој вклучително јас да гласам за или против, така што ова е една лага. Втора лага која што се каже дека не било вратено. Не може да се вратат овие 78%, затоа што и човек со средно образование знае дека одлука на Уставен суд е извршна и непроменлива. Она која што ВМРО-ДПМН го прави е на законски и уставен начин, намалувајќи коефициентите до нивото на платата која што е реална, затоа што ако отидеме под тоа, повторно Уставниот суд ќе укине таа одлука, за 4 годишен мандат ќе дојдеме до истите коефициенти. Односно, во моментот кога била донесена таа одлука, платата на пратеници реално била некаде околу 60.000 денари, просечната плата била околу 30.000 денари, извинете, значи бил коефициентот 2. Сега дојавме до коефициент 2,39, за следните две намалувања кои што ќе ги имаме во рамки на овој мандат, ќе дојдеме повторно до коефициент 2, со што ќе се нивелира платата на функционерите и ќе се елиминира она кое што Уставниот суд го направи, во време на власт на СДСМ и тука ВМРО-ДПМН и да сакало не можело да влие ниту позитивно, ниту негативно. Во делот на цените на горивата дека растали. Јас не знам дали сте запознаени или не сте запознаени, но јас ќе искористам можноста да ве запознам дека моментално се случува една сериозна криза во Блискиот Исток, која што влие на дотурот на нафта во светот и секоја држава во светот има проблем со цените на горивата, вклучително и Македонија, затоа што не е изолирана. Ние немаме извор на нафта за да можеме да го надополниме тоа, ниту пак имаме армија која што ќе може да го обезбеди Ормудскиот теснет за да може да поминуваат нафтените деривати од таму, така што имаме реална светска криза со која што ние се справуваме како влада. Како се справуваме? Со тоа што проактивно и навремено реагираме. Се намали ДДВ-то за горивата од 18 на 10%, со што повторно една лага ќе демантирам, не се зголемија цените, затоа што последниот дента се зголемија секаде, откако се оде мерката не се зголемија во Македонија. Значи имаме најефтини реагенци во регионот и веќе втора недела истите се цените и на бензините и на нафтата. Имаме притисок од соседните земји и имаме зголемено производство, продажба на горивата за околу 9%. Да ви информирам, доколку не сте информирани, дека има светски земји, тоа земји членки на Европска Унија, кои што имаат проблем со недостаток на горива. Ние таков проблем немаме, имаме резерви кои што се стабилни и имаме нафтовод кој што е полн, така што немаме проблеми со обезбедување на соодветни количини на нафта и горива. Има проблеми има држави кај кои што цената само заради динамиката на емисијата да ги скратиме одговорите и на двајцата соговорници. Така што имаме стабилна ситуација во моментот, предизвици има и ќе ги решаваме, меѓутоа наместо СДСМ да излегува со понуда во интерес на граѓаните, чувството кое што го предизвикува граѓаните е дека едва чека да се случи некоја несреќа
или криза за да ликува и за да кажува дека одредена влада не способна. Затоа СДСМ ги глупи гласовите. Ако може сега да одговориме. Да, Мацевски, само едно прашање, дали добро се справува владата со нафтената криза? Што мислите вие? Зошто не се справува добро? Бидејќи премиерот Мицковски актуелен. Знаете зашто ја прашувам ова? Затоа што вашата партија кога беше на власт, имавме ние две кризи, војната во Украина и ковид кризата, па не видовме ние некакви брилијантни резултати на справување со криза, па сега СДСМ се најдат за одговорни да кажуваат и да нудат мерки. СДСМ, ако немало брилијантни резултати, имаше тогаш мерки, намалување на ДДВ, намалување на акциза за 3 недели, намалување на ДДВ на храна, меѓутоа еве СДСМ е опозиција, така. Самиот премиер Мицковски кога беше во опозиција, имаше брилијантни идеи како да се справи со таа криза. И он сега собствените идеи не се ги применува. Не е точно дека СДСМ нема понуда. Има понуда во собрание, предложено пакет на мерки. 0% ДДВ за храната? 0% ДДВ за храна, намалување на акциза, намалување, да, веќе текни предстојат ефектите од кризата. Меѓутоа, еве, премиерот Мицковски нека ги примени своите брилијантни идеи кои ги имаше во опозиција. И толку. Може една партија која е на власт да прокламира да спроведува одредени политики, кои потоа кога ќе ги изгуби власта, бидејќи ја слушнала пораката од граѓаните и да ги промени. Да ги промени предлозите, мерките, решенијата и така натаму. Меѓутоа партија која добила избори врз база на одредени предлози, мерки, решенија и потоа веднаш кога ќе седнат во тие позиции на извршна и локална власт, од која ќе остваат апсолутната власт, која ќе седнат во премиерските, министерските столчиња и во собрание, одма да ретерира и да ги напушти ветувањата и политиките што ги прокламирала, тоа мислам е врв на политичко лицемерие. Сега да му одговорам на господинот Бране, ова со пердувите, кога ќе каже нешто нивниот шеф, од него обожаваат и се сите го повторуваат, меѓутоа да не заборавиме дека синоним за лажни вести овдека во државава и креатор, фабрика на лажни вести беше и останува ВМРО ДПМН. Сега да видиме, граѓаните на локалните избори ни кажаа нас, јас пораката е слушнав и предзема потек, ама ви кажаа и вас. Имате огромно намалување на освоените гласови на листите од 141.000 гласови од само пред нецела година, од парламентарните избори 2024. Орце Ѓорѓиевски стана градоначалник на град Скопје со историски најмалку освоени гласови. Орце Ѓорѓиевски и Амар Мециновиќ заедно ама вашата партија не ни влегува во втор круг. Нешто помалку плюс од Петре Шилегов што имаше сам 2017. Ке дојдеме и до темата на Шилегов. Ке дојдеме токму и до таа тема. Граѓаните ни кажаа и нас дека не нудиме алтернатива во моментот, ама им кажаа и на ВМРО ДПМН дека водат катастрофална политика и дека чувството на лага и чувството дека се изманипулирани од ден на ден е поголемо. Сега вака. Само пократки одговори за динамиката на емисијата, ва молам. Зошто ова дека 70% е одлука на Уставниот суд, не го кажавте пред изборите? На граѓаните, зашто не го соопштивте тоа така? Но тоа е јавно информацијата, не треба да соопшту, имавме не реакција за тоа. Една изјава претставник од вашата политичка партија која што пред парламентарните избори кажал дека тоа е одлука на Уставниот суд и дека тоа нема врски, мора да се спроведе. Не е точно дека не е гласано во собранието, бидејќи секоја промена на коефициенти на основица мора да помине на комисиите во собрание. Во однос на тоа дека на законски уставен начин, сега тоа е одлука на Уставен суд и не можете да вратите, ама на законски уставен начин може да нивелирате и да ги задржите. И тоа го правиме. Можете. Сакате 3 години поредно правиме. Еве, јас ќе ви донесам утре предлог законско решение на кое ќе можете да го вратите на сумата на платата што беше за пратеник пред покачувањето од 70%. Ќе го поднесете. Дозволете сега. Значи, како што ги намалувате? Само ќе ве замолам сега и двајцата да бидат кратки одговорите за да може да имаме динамична емисија. Имаше повеќе тези, кажам за двајцата. Едно по едно. Како што ги коригирате коефициентите за да остане иста платата, намалете ги за да се намали. Или наместо основицата да биде просечна плата, сменете нека биде основицата минимална плата. Петрушевски повеле? Значи, очигледно е непознавањето на, за жал,
законите и уставот во Република Македонија, особено од некој кој што бил претпоставам пратеник сте биле во некој мандат и мислам дека ова е загрижувачки кој се бил пратеник. Значи, Уставниот суд ќе ја земете одлуката и ќе ја прочитате и ќе видите дека не дозволува намалување на платите на избраните и именуваните функционери. Не само пратениците, тука се и судиите, и јавните обвинители и уште сега има одлука на Уставен суд нова во делот на јавните обвинители и судиите во делот на намалување на коефициентите. И чекаме да видиме и тоа како ќе заврши, зашто да не се случи сега уште повеќе да порастат платите и на судиите и на јавните обвинители. Затоа, заради одлуката на Уставниот суд и нивното образложение, одиме со нивелирање на коефициентите за да дојде до исто ниво, за да не падне под платата која што е сега, како би повторно Уставниот суд укинал едно таква одлука. Второ, коефициентите се утврдуваат во собранието по налог на Уставниот суд. Исто како што се измени кривичниот законник по налог на Уставниот суд, она измена која што вашата политичка партија ја направи со укинување на членот 353 за да може да се амнестираат вашите функционери од СДСМ. Така што ќе ми дозволите затоа што бевте екстензивни и имајте трпение. Не мора да значи дека доколку да не треба да ограничуваме време, да не ограничуваме време, мајко по минута и пол да може да поносењето на одлуката. Реплицирајте, само да биде све во рамки на култура, молам. Дали идеме тема на тема? Само во културните рамки да биде. Веднаш по таа одлука имаше пресконференција во МРДПМ, тогашната портпаролка Марија Митева со осуда на оваа одлука и со се ова кое што вие го зборувавте беше истакнато на таа пресконференција. Вратете се, ги имате на веб страната на ВМРО-ДПМН и ќе видите дека ова сврлате пердуви како ВМРО-ДПМН? Сега кога сме кај пердувите. Еве сега ќе ви покажам нешто кое што го извадив од веб страната на СДСМ, каде што Филипче на 11.12 вели дека Мицкоски подготвува избори за да го протне проектот Мигранти за пари. И нивниот лидер на таа пресконференција изјавува дека избори се планирани за пролет. По изборите Мицкоски со истата техника сака да го протне проектот Мигранти за пари, да му замачка очи на народот и така натаму, за да има време да донеле мигранти. Затоа Мицкоски се обврзал да прими мигранти како дел од пакетот договор за кредит со Велика Британија. Ова е една од катастрофалните политики на СДСМ во опозиција, која што нанесува штета на националните интереси на Република Македонија, затоа што имаме еден стратешки договор феноменален со Велика Британија, не мора да ви објаснувам кој е. Скратно да го одговорите? Не мора да ви објаснувам што значи тој договор и требаше сега согласно нивните зборувања, односно на нивниот лидер да имаме мигранти кои што ќе силуваат, ќе тепаат, ќе прават не знам што, мигранти не гледаме и требаше пошто сме пролет да имаме избори. И ќе дозволите уште една информација. Ова е нивната покрената петиција по однос на ова прашање, за кое што петиција им се подпишале, они очекувале 50.000, замислете 2125 граѓани на Република Македонија. Ова е СДСМ и затоа СДСМ нема да мрдне од дното, селе додека води вакви политики кои што се базираат на лаги. Вие се подпишавте на петицијата? Не. Зошто не се подпишавте? Не сум стигнал, меѓутоа да одговорам. Зашто велите дека работите за Македонија и тоа? Да, сега ќе ви објаснам како работиме. Значи, ја не знам кој се бил пратеник, ама дефинитивно страшно е кој се сега пратеник и како се обидува. Да, и како се обидува да ги излаже граѓаните. Вие сега сакате да кажете дека Уставниот суд ексклузивно ги штити функционерите и дека тие мора да имаат високи плати. Не го штити Уставот. А кој е Уставот? Каде во Уставот е пропишано дека во кој член на Уставот дека платите на функционерите се заштитени? Ки си го прочитате. Не, кажете ми го членот, очигледно. Па не се работи за член, очигледно дека не ги познавате работите. Значи ќе се земете од одлуката. Еве ќе ви ја кажам одлуката. Ќе ја прочитате образложението и таму ќе ви се објасни се ова кое што говорите. Доколку сакате сега на телефонот ќе ви најдам. Не, јас сум ја прочитал, требало да имате веќе најдено. Ја имам како ја немам. Дозволете да ви објаснам. Уставниот суд го ја укина забрзнатата остовица. Многу долго останавме на Уставниот суд и имаме многу теми. Од страна на вашиот тогашен министер Ставревски. Меѓутоа никаде платите на пратениците и на останатите функционери се одредуваат со закон за пратеници и закон за плати за избрани и именувани лица. И тука Уставниот суд не се меша дали ви ќе намалите коефициенти, ќе се врзете за друга основица и така натаму. Во однос документите што ги извади на тоа, Петрушевски кој расфрла пердови? За кои документи? За мигрантите? За мигрантите. Колега, мислам, господине Бране Петрушевски, дали го гласавте на 12 септември 2025 Законот за изменување и дополнување на Законот за странци? И кажете ми, што ви беше идејата кога утврдивте
дека може и лица осудувани за кривични дела да дојдат да работат во Македонија како економски работници, без при тоа за нив да важат никакви квоти, само ако станува збор за стратешки партнер. И кажете ми со кого се имате или државава има договор за стратешко партнерство. И дали знаете во моментов колку економски работници има во Македонија и колку се надвор од квотите. Зошто гласавте измена на законот за странци, каде што ги укинувате условите дека Ајде када се мигрантите? Мигрантите, еве нека каже колегата Бране Петрушевски колку мигранти, колку економски работници во моментов има во Македонија. Со измените на законот за странци дозволено е дека и лица осудувани се бара само да нема прашам за тоа што имаше информации во март дека ќе бидеме ние преплавени со мигранти. Јас тоа го покажав така што јас аргументирано зборувам и сега гледате како се ретерира сега. Јас кажувам дека измените на законот за странци буквално ја прават Македонија мека за мигранти, без при тоа да важат никакви квоти, без при тоа да важат никакви критериуми во поглед дали тие лица биле осудувани или дали биле извршувани некривични дела во земјата од кај што потекнуваат, па и во земјата во која престојуваат. Единствен услов се бара да не биле осудувани годината во која аплицираат. Јас запрашав каде се мигрантите во март, не го одговоривте прашањето Петрушевски, ајде. Каде се мигрантите во март? Имаше во Кисела вода, сега имаше напад од тројца мигранти. Само да оставиме простор. Петрушевски, ета каде се мигрантите? Македонски граѓани. Јас тоа го прашувам, ама очигледно одговор нема. И сега се ретирира од темата. Тогашната тема не беше за економски мигранти, за ова кое што се говори сега согласно закон. Тогашната тема беше, и тоа на сите помпи го објавуваат, дека Македонија склучила договор со Велика Британија и дека оние мигранти од Велика Британија кои што нема да ги исполнат условите во Велика Британија ќе бидат доведени во Република Македонија и дека тоа ќе бидело во пролет и ќе имало избори. Тоа го има на веб страната на СДСМ во неколку наврати, јас од таму ја дојдов информацијата сега која што ве покажам, очигледно дека ниту има таков договор. За жал, она кое што го кажав дека се прави штета на националните интереси, мораше амбасадорот на Велика Британија да ја демантира СДСМ и тоа во неколку наврати, да не зборам демантите што доаѓа од премиерот и од врвот на владата, меѓутоа они упорно ја тераат таа тема. Зошто? Зашто нема друга понуда. Знаете, во недостаток на понуда пред граѓаните, вие се занимавате со измислени теми кои што апсолутно немаат врска со логика. Економски мигранти, вакви мигранти за пари, се испогубивте во приказната и нема врска. Во Македонија мигранти економски имало од секогаш, имало и во владата на СДСМ и ќе има затоа што ние сме потписници на меѓународни договори кои што сме ги ратифицирале. Исто како што македонците, за жал, во голема мера се економски мигранти во западноевропските држави. И тоа никој не може да го спречи со ниту еден закон. Се ова кое што го зборите вие е само доказ на безидејноста во која што се наоѓа СДСМ и за жал, она кое што го говоревме во почетокот, не гледам излез од кризата во која што се наоѓа СДСМ уште долго време. Продолжете вие со овие теми и тоа е супер, меѓутоа не е добро за државата. Доаѓаат други политички партии кои што и вие ги нарековте како радикални, кои што не се добри за нашите интереси и ви го зазимаат просторот додека вие се занимавате со небитни теми. Впрочем, дозволете затоа што не постојат. Впрочем, дозволете уште една реченица. Вие како СДСМ градевте мигрантски кампови. Вие како СДСМ идеолошки, сега сакате документ да ви покажам каде што имате одлука на влада во која што ќе градите мигрантски кампови кога беше кризата. Немојте ве молам. Па затоа што ве спречивме како опозиција. Значи, вие како СДСМ идеолошки се залагате за либерализација на оваа мигрантска политика. За разлика од вас, ние како ВМРО ДПМН идеолошки сме против либерализација на мигрантската политика и така и ќе продолжиме во наредниот период. Вие продолжите да растурате пердови, ние ќе продолжиме да работиме и да спорачуваме. Ако идеолошки сте против либерализација на мигрантската политика, која ви беше идејата вие како пратеник и вашите колеги да ги гласаат измените на законот за странци?
емигрантски економски Тоа е работници сосема имало нешто и различно. важеле строги квоти. Тоа е различно. Зошто ги укинувте квотите? Пратени сте биле, треба да знаете што е им. мигрант, што е економски работник. Различни работи се тоа. Не, вие треба да знаете знаете дека што е стратешки документ. Вие Не се работи за држава, се работи за стратешки проекти. Оние кои што вие сте ги потпишале и со закон донесли за стратешки. Очигледно не ги знаете основните поими. И економските економските работници се мигранти од економски причини. Може да има економски мигранти, мигранти поради Ама вие не зборувате за економските мигранти. За какви стратешки проекти зборувате? Актуелен Бране Петрушевски да објасни што им било идејата со гласањето на измените на законот за странци, каде што ги укинувате квотите за стратешки партнери и ги укинувате условите за барање лицето да не е осудувано и да не е извршител на кривични дела во државата од кај што доаѓа. Еве, апсолутно. Кажете, а ја еве ќе ви кажам и во кој член и кој се измени. Добра, значи ајде да ако не знаете што сте гласали, ќе ви го дадам. Не, апсолутни небулози. Тоа се однесува на сосема друга тема. Добра, на економски мигранти кои што работат на најавно дека во март ќе има мигранти ацевски. Зошто може да се осудувани извршители на дали вие го поддржувате проектот за изградба на коридор 8 и коридор 10 преку Бехтеленка? За да го градат криминалци. Не, дали го поддржувате проектот? Да, го поддржувам, меѓутоа вие не го поддржувавте, а сега ви стана, вие кажете дали го поддржувате. Не ме прашувајте мене. Ние ќе ми дозволите ли сега да ви одговорам на прашањето? Сега, за да ви одговорам на прашањето, треба да ме сослушате. Ама кажете да го поддржувате, да. Значи, нормално пошто го градиме, вие не ни почнавте 8 петарди Артем Груби што ви пушташе таму, вие друго не ни почнавте. Значи, дозволи сега. Значи, за тој проект кој што вие го поддржувате и како ацевски и како СДСМ, согласно договорот кој што вие сте го потпишале како СДСМ, таму треба на Бехтеленка да и се овозможи странски работници, инженери, архитекти, градежници и работна сила нормално, затоа што нивна технологија ќе употребуваат, да им се овозможи да можат да работат на тој проект. Тој закон се однесува за тие стратешки проекти кои што согласно со закон се прогласени за стратешки. Еден од тие проекти е Бехтеленка. За тој закон зборувате. Она кое што го говореше вашиот лидер, не се однесува на ваквите работници и ваквите мигранти, се однесуваше, ќе повторам, на мигранти кои што сега требаше да силуваат, тепаат и прават ршум по градовите низ Република Македонија, а се мигранти кои што се депортирани од Велика Британија затоа што не ги исполнувани условите и биле донесени тука во Македонија, па дури вашиот сега не знам што го назначи вчера во извршниот Жерновски на една дебата зборуваше дека ќе сме обезбедувале социјални станови, ќе сме обезбедувале здравствена заштита и не знам каква се социјална заштита. Тоа јавно го збореше и постојат емисии, јас чекам да се соочам со него за да му ги повторам прашањата каде се овие луѓе и каде се овие мигранти и каде се тие социјални станови. Добар избор е Жерновски за Бехтеленка да функционира и да се гради. Треба вие да им овозможите да дојдат странци да дојдат да работат тука. Не странци, а зошто ги укинувате условите? Лицето да не треба да не смее да биде осудувано и извршител на кривични дела во држава во која потекува. Зборувате. Еве го изменете на законот на странци. Ви прашавте, ви одговори ви за едно и за друго. Јас ја водам емисијата, да молам да не ги исклучуваме ваквите стратешки проекти. Па имаше ли напад во Кисела вода? Ацевски, Петрушевски, вам молам, значи јас ја водам емисијата да не ги исклучуваме микрофоните, да не повишуваме тон на национална телевизија сме, да се вратиме на тоа што почнавме. Ве прозва за Жерновски, дали мислите дека Жерновски е добар избор за раководството на партијата на СДСМ? Наведе Петрушевски што зборувал на емисија, како зборувал, дали вие се согласувате со тоа, верувате дека тоа е така и дали е добар избор за водење на партијата? Не ги следам јас сите гостувања на Жерновски за да пратам што зборува и како зборува. Тоа дали е или не е добар избор, ќе покаже времето. Одговорноста за неговиот избор е кај тој што го предложува, односно тој треба да биде главната врска на СДСМ кон светот. Кај еден мој колега во емисија тој назнаеше што значи скратеницата на тоа и тоа е денеска една од главните теми по социјалните мрежи, затоа и го поставувам ова прашање дали е добар избор да биде токму тој да биде надворешната врска кон светот во рамки на СДСМ. Внимавајте што ќе одговорите да не ви исклучите вас од партија. Видете, јас не се плашам од исклучување од партија, доволно долго сум во партијата и доволно добро ме знаат и базата и членовите, така да СДСМ е матична партија по припадност, а не по документи. Пак ќе кажам, дали или не е добар избор, ќе покаже времето. А одговорноста е секогаш кај оној што го прави тимот и за персонално за членовите на тимот и за
резултатите што ќе ги даде тој тим. Бидејќи јас не сум дел од тој тим, мислам дека е непринципиелно да зборам добро или лошо за членовите на тој тим, меѓутоа треба да им се даде шанса и да видиме што ќе направат во Доколку би се периодот. понудила вас шанса, би влегла вие повторно во целата таа игра? Не. Не? Зошто? Затоа што сметам дека Затоа што видите дека ВМРО не се добри, а СДСМ се слаби, или треба да преземете нешто за да направите некаква промена. Не лично вие како Костадинацевски, него целокупната слика. Сметам дека треба да се превземе нешто, да се направи промена и таа промена треба да се случи внатре во рамките на СДСМ, да дојде едно консолидирање на редовите, едни реформи, меѓутоа реформи и обединување во СДСМ и врз база на една платформа, ама не Ова платформа што ја најавува? Не платформа градена, не ја знам платформата што ја најавува Венко Филипче, туку платформа за широко опозицијско действување и нудење идеи и решенија за секојдневните проблеми со кои се соочуваат граѓаните, и сметам дека таа платформа не треба да се гради околу личност, не знам, околу председател, член на извршен подпредседател или така натаму, туку треба во таа платформа да бидат вклучени сите оние што и мислат добро не само на СДСМ, туку пред се и мислат добро на државата, се со цел на граѓаните да им се понуди една алтернатива за оваа лоша и безидејна власт. Овде би сакала сега да префрлам друга тема за каква е довербата во судството. Имаме сега одбрано веќе и нов јавен обвинител. Што мислите, Петрушевски, дали ќе излеземе од оној ќорсокак во правосудниот систем каде што државата, односно граѓаните не веруваат во како тоа системот не функционира? Така, и тоа е еден од многуте проблеми кои што се наследија за жал од претходната влада, кои што очигледно не, иако дојдоа на бранот на правда и не знам, нема правда, нема мир, за жал само ја докомплицира работата со она кое што се случуваше со специјалното јавно обвинителство, оној прогон кој што се вршеше и се она кое што веќе граѓаните го знаат, и за жал имаме една катастрофална ситуација во правосудниот систем. Мора да има надеж, затоа што ние за тоа сме избрани, за да ги решаваме проблемите. Проблемите се многу, но добро е што не создаваме нови проблеми и што тековно решаваме проблем по проблем, секоја година се повеќе, така што очекувам да ги решаваме сите проблеми. Во делот на ова, ние, иако понудивме првично едно решение за комплетна смена на судскиот и јавно-обвинителскиот совет, кои што ги избират и именуваат функциите за судиите и обвинителите, за жал само ги именуваат, многу ретко ги разрешуваат, што е исто една тема сама по себе, колку се штитат помеѓу себе во фелата и колку таа солидарност помеѓу нив постои, меѓутоа тоа е еден сериозен проблем кој што бара уште јавна дебата. Тој наш предлог не беше прифатлив ниту од опозицијата, тој наш предлог реално наиде на критика и во дел од нашите меѓународни партнери, пошто го реконструиравме и сега дојдовме до еден нови закони кои што се дел од планот за раст, реформската агенда на Македонија. Тука се 7-8 закони кои што се делот на правосудството. Имаме кадровски промени во делот на јавниот обвинител, имаме нови членови на судскиот совет кои што се избрани по новиот закон. Не како што беше до сега од штабот на СДСМ, од правна комисија да се ставаат за членови на судски совет како што беше Дамева и останатите, туку строго дефинирани критериуми. За прв пат ние имавме избор на член на судски совет кој што беше гласан и поддржан дури од опозицијата, едногласно од сите, што мора да укажете дека е еден поместок напред. Исто така имам избор на јавен обвинител кој што не беше обременет со никакви политички дискусии, сите се сложија за неговата биографија и никој не му најде ниту една црна дамка. Имаме финансиски дел на законите кои што ќе му возможат поголема независност и во делот на вработувањето на оној стручно помошен кадар кој што ми го треба, и мислам дека во пакет сето ова која ќе се земе се создадени сите услови од делот на она кое што може да го направи извршната власт за да профункционира правдата во Република Македонија. Она кое што го очекувам од јавниот обвинител е неговото ветување, да нема предмети во ФИОКа, сите предмети да бидат сработени, затоа што имаме стотици кривични пријави за претходни функционери кои што се поднесени од надлежните институции, меѓутоа за жал досега стоја во ФИОК. Вака се. Конечно ќе профункционира правдата, се исполни сега. Она кое што било во моќта и во надлежноста на извршната власт се направил. Супер. Или ќе се направи во овој период. Стварно, по-квалитетни членови на судски совет до сега и по-транспарентен избор немало. Имаме член на судски совет, сопруга на поранешен градоначалник на ВМРО ДПМН, а сопругот сега е председател
или ќе биде ако не го избравте на регулаторна комисија на енергетика. Ама повторно со лаги се за наманимавате. Ангел Ристов дали ќе биде председател на регулаторна комисија за енергетика? Неговата сопруга дали е во судски совет? Судика. Ангел Ристов замислете има 3 мали хидроцентрали. Меѓутоа се откажува од профит 400.000 евра годишно. Јас слушнав оваа информација, ја кажавте веќе, мислам дека имаше да тоа е јавна, тоа е јавна информација. Се откажува од тоа за да има профит, за да оди на плата во регулаторната комисија за енергетика. Па додиме на реклами. За јавниот обвинител. Добре. Очекувам јас прво, бидејќи еве, да го ослободи обвинителството од стегите на опозицијата. Бидејќи тезите на ВМРО, ДПМН и на извршната власт се дека до сега судството било под окупација и било или не било според вас? Од опозицијата. Било или не било? Еве за да ги расчистиме дилемите. Еве прашувам, било или не било? Според мене не било, ема еве. А зошто тогаш довербата во судството е 2%? Бидејќи уште судат судиите од тефтерчињата на ВМРО ДПМН. Ама еве. Уште е Груевски крив? Па уште е истата матрица. Еве новиот обвинител нека го ослободи обвинителството од стегите на опозицијата и да ги извади прво што очекувам од него, да ги извади сите предмети од фиоките што ги држала опозицијата во фиоки. Ама сите предмети до еден. Не, они држале, не ние. Сите предмети што опозицијата преку своји инструменти во обвинителството држала во фиоки, сите предмети да ги извади. До еден. Тука сме согласни. Потоа, кога ќе ги отвара тие фиоките, да не заборави некоја фиока да отвори, нека види ако не ги фрлиле, може има во некоја фиока и предмети за дивоградбите во Чаир. И тие нека ги извади, нека ја извади кривичната пријава за да биде извадено. Оваа држава конечно треба да има правда. Да почне правда да, иако извршната власт ги има сите инструменти да поднесува кривични пријави, да почне да постапува по допрен глас. Не мора од опозицијата, по допрен глас од извршната власт. А зошто да сега не е тоа така? Еве, сега нека почне да постапува и прво нека постапи со пријавата. Тоа не е новитет, прдржавски новитет, тоа треба се. Прво нека постапи со пријавата за подкуп од страна на премиерот. Премиерот јавно кажа дека му бил нуден подкуп за железницата да се гради. Прво, по добрен глас, нека постапи за тоа, за сите наводи за криминали, за функционери на СДСМ, што ги дава вклучително и господин Бране Петрушевски, и сите представници на ВМРО ДПМН што излегуваат во јавност, нека постапи првин по добрен глас за сите информации за криминал, за актуелни функционери, за поранешни функционери на СДСМ, а потоа нека постапи, ако најде време, по добрен глас и за надводите на опозицијата, за милионски предмети, еве нека постапи по добрен глас за патот во Тетерич, треба да се постапи. кој треба да има тука кој зашто треба да постапува, за се треба да биде постапено. Спрема Тетерич представува сериозен безбедносен ризик, а никој не знае кој го правил. Замислете. Така и добро е, тука се согласуваме. Само да ве замолам кратко, па да одиме на реклами. Да, кратко, тука се согласуваме дека треба да има неселективна правда. Ние барем тоа го покажавме овој период. Ние 2 години за разлика од претходните сите влади, мора да истакнам, првата работа која што им беше менување на јавниот обвинител. Ние оставивме јавен обвинител избран од претходната власт да ги покаже сите своји квалитети, да се расплине и да не веле дека имало политички прогон, дека ние сме притискале, да се работи по словото на законот. Меѓутоа очигледно се чуваа само предмети кои што надлежните институции ги покренале, ви реков, во стотици. Дел од нив оние што беа ептен очигледни под притисок на јавноста, како што е за Артан Груби, како што е за вашиот сопартиец од Рек Битола што има кривична, како што е за ови од ДУИ и да не ги редам сега сите. Се надевам дека ќе има сега и судска завршница за истите, а она кое што исто така ние го покажавме за разлика од вас е дека веќе двајца функционери кои што се функционери на оваа власт инфлагранти, еклатантно со сите докази се уапсени за примање на подкуп и јас овде код ова студио велам ако казната е X за функционери на ВМРО ДПМН нека биде 2X за да ја вратиме до вербата на граѓаните дека нашите заложби не се како на претходната власт да крадат па потоа да носат закони со кои што ги се амнестираат, туку напротив да имаме правда и право во Република Македонија. Ние сме избрани да работиме за граѓаните и мора да работиме за граѓаните, а не за собствените. И ова сите мора да се сложиме на политичката сцена. Овие две апсења само покажаат дека тарифата би од 50.000 евра нагоре. И не можете да се не можете да си простите. Не можам да дозволам клевети да се изнесуваат на медиум. Покажува по тарифи работеле тие кои се мора да се внимава како само да кажам, значи мора да внимаваме како се однесуваме на јавен се извинувам на национална телевизија. Корекција на вашава изјава. Јас тарифи немам.
до кој степен двајцата су апсени, едниот за барање 50.000 евра, едниот за 100.000 евра. И тоа покажува двајцата високи функционери во Министерството за земјоделие. И тоа покажува до кој степен веќе е навлезена корупцијата и дека е модус операнди на оваа власт. Не било на предходната. Она Ве молам, слушајте се што говорите. Во овој случај, дека апсењето е молам, слушајте се што зборувате. Превземени акција од страна на овој блок, односно Ислам Сега е време за реклами. Почитувани гледачи, останете на фреквенцијата на телевизија Алфа. Се враќаме веднаш и кратко по рекламите со продолжување на оваа жестока дебата во студиото. Се враќаме назад во студиото, продолжуваме онамо каде што застанавме. Ацевски одредивте, односно кажавте неколку работи на кои Петрушевски реагираше дека се клевети. Петрушевски, време за реплика, па да преминеме на друга тема. Значи, да внимаваме што зборуваме, јас тарифи немам и никогаш не сум кажал дека некој има тарифи. Она кое што го говориме во сериозен медиум е дека корупцијата и високиот криминал во Република Македонија се со децении и тоа ни го покажуваат релевантни извештаи на меѓународни и домашни експерти. Така што дека сега нешто се случило во Република Македонија во делот на корупцијата, не можам да се сложам затоа што вашата влада, ќе ми дозволите да завршам, беше синоним за криминал и корупција, почнувајќи од премиери па надолу, и се надевам дека ќе ве држам за збор дека се сложувате сите тие криминали да ги испита новиот јавен обвинител, за да го исчистиме ова политичко мочуриште од таквите криминалци кои што нанесуваат штета на сите граѓани. Она кое што е разлика помеѓу вас и нас е ние ги апсиме оние кои што се покажале дека сега пак ќе внимавам на речникот дека има основано сомнение дека Столе е криминал, презумпција на невиност има, нека се докаже судот. И јас никогаш нема тоа да го користам во политичка дебата. За разлика од вас, вие донесовте измена на кривичен законник со кој што ги амнестиравте сите криминали кои што ги правеле вашите функционери. Тука е разликата. Во време на ВМРО идат у притвор, се надевам и у затвор, и секој следен што ќе го направи тоа, се надевам дека ќе иде и у затвор. И она кое што е мој апел е тоа да биде дупло повеќе од другите. Она кое што вие го правите е да ги амнестирате. Артан Грубиев во куќен притвор. Така е, Артан Грубиев во куќен притвор. Само Артан Грубиев безбеден дома. Граѓаните не се видовме, ама Артан Грубиев безбеден, пошто државата се грижи за неговата безбедност. Утврдиле дека нема да биде безбеден. Ваму и го чуваат дома, може Артан Грубиев мирно да спие. Поdatоците се дека тој не би бил безбеден никаде. Да, само дома и полиција го чува. Ниту дома, ниту во затвор. Се прашувам и зошто тоаш не се затворите, да дојдеме на случајот Артан Грубиев. Само да одговорам за ова. Ајде повелете. Јас говорам за факти. Не говорам лично за вашите тарифи, туку говорам дека двајцата уапсени баратале со суми 50.000 евра, 100.000 евра со почетни 50.000 евра. И сега се у притвор. Во СДСМ двајца генерални секретари на влада беа осудени. Сега, тоа покажува колку е ако било нашата, не се осудени. Дали во времето на СДСМ ИПАР програмата беше блокирана и средствата. И ги изложивме луѓето кои аплицирале и кои инвестирале во програмата на непотребни трошоци. Има луѓе што инвестирале, поднеле проекти, сега ги оставивте на цедило. Зошто? Зошто директорот очигледно имал други идеи и други цели, директор кој вие сте го поставиле. Во однос на измените на кривични закони. Само ќе ве замолам за Не го донесовме ние. Го донесовте заедно. Тогаш тие што беа. Сега ќе ви кажам како. Дозволете. Морам да ви укажам уште еднаш да внимавате на зборувањето, затоа што со вакви клевети кои што ги кажувате цела вечер, почувајќи од невистините за 78% и сега 78% на плата дека сум гласал и сега за кривичен закон дека сум гласал, ќе бидам приморан да се ја барам правдата на други места. Затоа што такво законско решение го донесе на предлог на владата на СДСМ, пратениците на СДСМ и коалицијата. 6-та година сте пратеник, а не сте се научили на парламентарност. Дозволете вие сте парламентарен, па јас дозволете да се доискажам. Значи да бидеме културни сите. Зошто ВМРО ДПМН обезбеди кворум. И тоа е лага. Сакате овие лаги да ги докажеме на соодветните институции и места? Може. Па сте биле пратеник, проверете го листингот од гласање. Го проверив. Па се гледа дека не сте го провериле. Што испадна и листингот на присутни? Што испадна со измените на кривичниот законник? Со измените на кривичниот законник им застара делата до сега исклучиво на функционери на ВМРО ДПМН. Мартин Јанушев, Антонио Милошевски, и со измените на тој кривичен законник вие
Конечно, лага. поради застарување на делото, ќе си го спасите Вака сега јас поставам криминално прашање овде. стекнатиот партиски имот во Во чие вредност време од беа преку изгласани овие 18 милиони измени? евра. Во чие време беа изгласани овие? Во времето на СДСМ Петрушевски, вие учествувавте сметка во оваа на игранка? ВМРО-ДПМН. Ќе ми дозволите Игравте во затоа оваа што игранка? Очигледно, во интерес на тежината на овој медиум кој што е исклучително во цена, морам да укажам дека вечерашниот гостин се користи со многу невистини и лаги кои што се лесно Јас се користам со факти. кои што се лесно проведливи. Значи, законот, и тоа го има во сите можни извештаи, тоа не е нешто кое што сега ние треба да го утврдуваме, е донесен во време на власт и мнозинство во собрање на СДСМ, по предлог на СДСМ, гласан од пратеници на СДСМ, со обезбеден кворум од пратеници на СДСМ и ДУИ. Она кое што јавноста треба да го знае е дека кворум е присуство на 61 пратеник во сала. За да едно законско решение биде усвоено, треба да има 61 пратеник присутни во сала и од тие присутни 41 да гласаат за. Кај они злоупотребуваат забуната е тоа што дел од нивните коалициони партнери на СДСМ беа во салата, тие го правеа кворумот и не гласаа никако, ниту за, ниту против, ниту возражен. Значи беа во салата, правеа кворум, не гласа. Кога се утврди дека има кворум, а во тоа перфектен беше овој председателов Талјат Џафери затоа што има тесен кворум и цело време броеше и цело време, зборам цело време 4 години додека беше председател и претходно сега не знам ја барем додека бев во собрание и тоа Само никогаш не му се одговор. испуштило да нема обезбеден кворум од страна на владеачкото мојство. Тогаш влегоа само еден или двајца пратеници од ВМРО да зборат за да го искажат ставот, за да не речат после па вие не зборевте против, па како што беше сега за оваа за 78%, па не сте кажале, па сте кажале, влегоа, кажаа дека ВМРО ДПМН жестоко ќе се спротивстави на овој закон, за среќа ги донесовме сега измените, па го коригиравме тоа и апсолутно кворумот беше обезбеден од страна на СДСМ. За ова има релевантни извештаи, за ова има на веб страната на собранието и нема да дозволам на ваква емисија да се искажуваат вакви лаги, брутални и небулозни. Вие може да дозволите, да не дозволите. Еве одговорете ми, дали на Игор Јанушев му застаре делото, ваш генерален секретар на влада, врз база на тој закон, на измените на тој кривичен законник? Дозволете. Добра. Дали на Антонио Милошевски му застаре делото врз база на тој кривичен законник? Дали на апелација падна одлуката за Талир 2 за и сега вака треба да ме убедите вие мене дека СДСМ гласало за да му помогне на ВМРО. И таа перцепција договор ова раководство со ВМРО. Дали Талир 2 ќе застаре? Кој е раководството со ВМРО? Кој се договара со ВМРО? Дали Талир 2? А Цевски кој се договара со ВМРО? Само да се докажам. Дали ќе ви кажам пак. Дали Талир 2 ќе застаре предметот за криминално стекнатиот имот на ВМРО ДПМН од над 20 милиони евра врз база на измените на кривичниот законник. И на крајот денот, што правевте вие за да го блокирате донесувањето на тој закон и уште поважно, зошто донесовте само козметички измени на тој кривичен законник, односно зошто не го вративте стариот? Или зошто имате простор за одговор, само кажете ми кој со кого се договарал? Кога ги пробивте роковите, зошто не му дозволивте на Уставниот суд да ги укине измените како противуставни? А тоа схема, јас ги поставам прашањата, ама одговорите ми на прашањето, Петрушевски ќе одговорите. Да, сила да се врати стариот кривичен законник. Ќе одговорите, Петрушевски? Перцепцијата во јавноста што постоеше и што можеби се уште постои е дека актуелното раководство на СДСМ е во договор со актуелното раководство на ВМРО ДПМН. Сега тука природно се навлекува прашањето, сите работат за ВМРО, кој работи за СДСМ? Видете, тоа во моментов сега природно се ми се наваат на прашањето, ќе одговорите Петрушевски. Кои сите работат за ВМРО? Јас за ВМРО не работам. Знаете како па велите ова раководство работи за перцепцијата дека работи за ВМРО, од друга страна Петр Шилегов вели ова раководство работи за СДСМ, раководството вели Петр Шилегов работи за СДСМ, некако сите работат за ВМРО. Тоа што го кажува Петр Шилегов, тоа што го кажуваат одредени новинари, тоа што го кажувам јас е за перцепцијата за актуелното раководство на СДСМ дека соработува со актуелното раководство на ВМРО ДПМН. И она што се случува во јавност е како кога гледате на американско борење кечери популарно меѓу народот, делува дека кој работи за СДСМ? Каква борба има на теренот, ефект нема.
Кој работи за СДСМ? Трет пат поставам За прашање. СДСМ работи базата, членовите, вистинските активисти кои ја сакаат СДСМ, си ја сакаат државата и кои пред се им се интересите на граѓаните, а не Петрушевски, поведата реприка и да завршуваме со уште едно прашање. Да ја повториме небулозата, значи СДСМ гласало измени на кривичен законник за да му помогне на членови на ВМРО ДПМН и потоа тие профитирале и потоа дошле до заклучок дека актуелното раководство на СДСМ било во договор со ВМРО. Па кога се гласа измените на кривичниот законник не беше ова раководство на СДСМ, беше друго раководство. Ковачевски беше председател и сосема друго раководство. Небулоза. Јас се сослушав, така и вие ќе ме сослушате. Идеме па. Што правите? Секе ви одговорам, немајте гали, затоа што сите ваши небулози се лесно докажливи дека се невистини. Што правите вие за да го спречите како опозиција тогаш на носењето на кривичниот измените на кривичниот закон? Замислите, пратеник бил. Европско знаменце ставаа вашите и шверцуваа закони со европско знаменце. Така шверцуваа и овој кривичен закони, така шверцува и законот со кој што требаше да го амнестираат груби за лотарија. Така ги носевте 70% од законите со европско знаменце, каде што за 3 дена мора да стапи на сила законот и нема никаков механизам за блокирање. И тоа ви е во извештај на Европската комисија, тоа ви е во сите релевантни извештаи и тоа ви е дел од проблемот кој што ги имате со бројот на гласови. Замислите, Уставен суд да сме требале ние, предпоставам ВМРО или не знам кој, да му дозволиме на Уставниот суд да ги укинал одредбите, да ги... Па ние немаме никакво влијание на Уставниот суд. Сите членови на Уставниот суд ви се избрани во време на владата на СДСМ во тој период, така што апсолутно ниту можеме да влијаеме. Ве сослушам, ќе ми дозволите. Тоа беше послед. Значи малце ги мешате времињата кој кога бил. Значи кога се носело ова и не бил тој. Така што Уставниот суд ништо ние не може да му дозволиме, не може да му кинеме, се поставува независно. И на крај само ја поставам јас прашање, довршете и ќе ве поставам уште едно прашање да завршуваме. И на крај. Замислете кое лицемерие политичката партија која што го укина кривичното дело, го направи легално злоупотреба на службена должност преку членот 353, сега да обвинува дека ова што ние сме го направиле во делот на враќање на кривичното дело, инкриминација на нешто што не било кривично дело, сега било полабаво, па вакво, па онакво. Апсолутно небулози. Апсолутно небулози и лицемерие. Она кое што јас ќе ве поддржам вас е во вашата битка за СДСМ. Коректен сте во делот на оставка што си дале, што си презеле морална одговорност и така е еден зрел политичар треба да прави. Меѓутоа, она кое што е многу битно е немојте и вие кога веќе сакате да се смелат работи во СДСМ, да се возите на овие погрешни политики на СДСМ кои што се апсолутна брутална лага. Петрушевски се работува раководството на СДСМ со ова раководство на ВМРО ДПМН, бидејќи тоа се обвинувањата и пак ќе го поставам прашањето што му го поставив Нацевски, ако сите работат за ВМРО, кој работи за СДСМ? Јас мислам дека политичките партии во Република Македонија треба да соработуваат. И жалам што на последната лидерска средба Венко Филипче не дојде на таа лидерска средба каде што се носеа клучни одлуки за иднината на Македонија во интерес на граѓаните и сметам дека тоа е една огромна грешка која што иде во прилог на некои други политички партии кои што се во делот на радикалните левици. И сметам дека напротив треба да има соработка. Меѓутоа, дека има некаков договор, заткулисен, теории на заговор, соработки, апсолутно тоа се небулози. Она кое што е наш интерес е да испорачуваме она кое што сме го ветле на граѓаните, она кое што значи работа и испорака. Она кое што СДСМ си го има како внатрешен проблем, нека си го решаваат тие, нашето е да си работиме за граѓаните. Не знам што клучно се донело соеднината на граѓаните на таа лидерска средба. Требаше да биде Филипче присутен таму, ни граѓаните не знаат, може за Сейф Сити. Кажете ли според вас требаше да биде присутен на таа лидерска средба или не требаше? Тоа е одлука на председателот. Според вас да зависи. Според вас, вашето мислење. Ако гледаме да би била вие лидер, би била присутен на таа лидерска средба? Веројатно да. Меѓутоа, ако гледам кои теми таму се отворија, каква порака се испраќа со неодењето на Венко Филипче? Присуството на таа лидерска средба ќе беше излишно. Вие не сте за европската агенда? А која е европската, вашата европска агенда? Зборам планот за раст и европската агенда, законите кои што ги носиме. Која е вашата европска агенда? Каде е подобрената рамка? Докаде сме? Еве ги законите кои што се дел од европската рамка, кои што ги носиме секој ден во собање, кои што требаше да се обезбедат со одредени со двотретинско мнозинство, па баравме поддршка од сите политички партии. Зошто извештајот на Европската комисија кажува дека почитувани гледачи ви благодарам што бевте овде на фреквенцијата на телевизија Алфа, останете на нашата програма, имаме квалитетна програма, имаме што да понудиме. Пријатна вечер.